Ова е Paper Mill, фабрика загадувач на кочани. Во 90-тите години, градот на Оризот добиваше награди за најчист и најзелен град. Веќе 30 години подоцна, градот е претворен во депонија за хартија. Загадувањето од фабриката Paper Mill е енормно. Започна во 2016 година како надеж за поттикнување на локален економски развој, но денеска е најголемиот загадувач во Кочани. Граѓаните се решени да одат до крај со нивната битка за заштита на нивната животна средина. Неколку протести се организирани, а се најавуваат и нови мерки, се додека фабриката не ги исполни потребните еколошки стандарди. А ова голгота со Paper Mill трае долго. Не еден месец, два, тоа е више години, кај што трпиме големо загадување, мирис, чад, кој е отровен за нас. Буквално сме изложени да видиме дома затворени. Се изложени сме буквално на отрови, кои се многу штетни. Не е само за постарите, целокупно се, и вода, и дрва, и не знам кое зеленило не е зафатено со ово затолување. Со идеја да преработува картонска хартија, во 2015 година бугарскиот инвеститор почнува со работа на просторот на поранешната фабрика хартија, која прва замина во стечај во 90-тите години. Меѓутоа Paper Mill не направи пречистителна станица за водата. Експертите велат дека тоа е незамисливо за една инсталација со интегрирана еколошка дозвола. Првично фабриката започнува да работи со котел на метан, кога и загадувањето на воздухот е минимално. Во 2019 година Paper Mill преминува на горење на пелети, при што настанува енормно загадување на градот Кочани. Кога прв пат евидентиравме дека нешто не е вред со фабриката, беше кога јас бидејќи живеам на 100 метри од самиот тој оџак, кога во ноќните часови ги отвориме, да се разбира, на вратите за проветриме, за да нашите деца се разбира живеат нормално, се оседевме голем како да кажем мирис. И освен тој јак мирис, оседевме печење на очите и кога погледнав, видов дека фабриката интензивно чади со еден видлив чад, кој подосна дознавме дека со мерењата дека е јаглерод моноксид, зголемени PM честички и така натака. Тоа беше во ноќните часови, но во утринските часови секој викенд посебно, но исто така и секоја ноќ, сабајле во 5 часот кога дојде изгре сонце, ние планината Плачковица не ја гледаме, значи видливоста беше сведена на нула. Не само за Тодоров и останатите жители на населбата околу фабриката велат дека ситуацијата со загадувањето е ужасна. Тие не можат да сватат како заради нечии приватни профити граѓаните се заковани дома, а нивното здравје е изложено во голема опасност. Мане Јорданов е еден од жителите на Кочани. Тој веќе напамет ги знае периодите кога фабриката најмногу загадува. Вели дека ваквото загадување е веќе страшно и неподносливо. Не да претераа, тоа е страшно. Сабалиња околу 6,5 до 7,5, најкасно 8, тука толку чаде, за да не можеш ни на тараса да искочеш, ни дете да пуштиш, за Алиса да направиме обед. Значи тоа е страшно и неподносливо. Ирише гадно, на очите сметано. Кога дојдет таа црната чад, тоа е више страшно. Страшно више. Че тоа е неподносливо. Тука е свет чад, не се ни гледа тука. Пато не се ни гледа. Едноставно не се гледа. Кружниот ток може и да не го гледате некоја сабале или некоја вечер. Овие тврдења на граѓаните ги негира бугарскиот директор на Paper Mill Јулијан Серафимов Даскалов во дебатата на штипската телевизија МНЕТ во март годинава. Вижте, аз пак ще кажа, че това са субективно мнение. Обективното е меренето с лаборатории. Лабораториите показват, че параметрите са добре. Дали станува за субјективно мислење, а не за загадување или пак за намера да се заскрие вистината? За да стигнеме до вистината, Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, користејќи го Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ги доби резултатите од мерењата на лабораториите за Paper Mill.
Тие резултати укажуваат на енормно загадување. Мерењето на 30 декември 2020 година, направено од лабораторијата Фармахем, покажува дека јаглерод моноксид има вредност од 15.703 милиграми на метар кубен газ со 11% кислород, додека гранична вредност е 500. Прашина има 726 милиграми на метар кубен газ, додека гранична вредност е 150. Истиот ден бугарската лабораторија LabLent од Софија ги мери следните вредности: 5745 милиграми на нормален метар кубен газ јаглерод моноксид, додека дозволена највисока вредност во А интегрирана еколошка дозвола е 500. Од 6 август 2019 година се направени 10 мерења, од кои 6 мерења покажуваат дека Paper Mill ги надминува вредностите на јаглерод моноксид од 2 до 30 пати. Единствено при лепската лабораторија Еколаб само еднаш нашла надминување на вредностите, и тоа за само 100 милиграми над дозволеното. Во извештаите навеле дека тие мереле со овој апарат. Карактеристика на извештаите на Еколаб од прилепе што извесен доктор Зоран Апостоловски се подпишува и како одговорен, и како изработувач, и како одобрувач на извештајот. Друга карактеристика на извештаите е што сите мерења се правени од 10 до 12 часот наутро. За граѓаните ова е симптоматично. Нокно време работата, како работи фабриката, тоа може да се сними само со камера и да видите како изгледа. Имаше една снимка. Тоа е исто како да се наоѓате во Чернобил. Од сите страни чади фабриката, таа чад не оди горе, туку паѓа врз куќите. Кога се движите низ населбата, тоа е како додите низ некоја магла, и тоа се случува најчесто зимно време, бидејќи сигурно притисокот паѓа, но се случуваше и летно време. Во текот на ноќните часови интензивно, од некаде околу 22 часот до 7 часот наутро, тоа беше перманентно секоја вечер случај кај нас. Па навечер од 22 часот. 22 па све до утринските часови, прекин на работа нема. Чадењето е најактивно. И на Сабајле е најзагадено кај нас. Најзагадено. Се осеќам, многу се осеќам. Тоа го осеќат сите граѓани, не само ние на овој дел. Али од 22 часов, 23, 24, 1 часов, па многу пати излези и во 2 ноќта, се гледа чадот се гледа. Има овде светла, паркинг плац за возила, кои имат рефлектори и се гледа. Светла, целиот овој дел е осветлен, а што ми е осветлен, чадта се гледа, паѓа доле. Тоа е многу лошо. Иако вредностите во текот на денот се многу високи, сепак Paper Mill досега ниту еднаш не е казнет од страна на Државниот инспекторат за животна средина. Побаравме изјава од директорот Сретен Стојковски, но во телефонски разговор ни рече дека чека резултати и дека ќе излезе со пресконференција за оваа фабрика. Граѓаните на Кочани се сомневаат дека во Paper Mill се горат недозволени материи. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија во соработка со колеги од Бугарија открија компанија за откуп на ислужено масло за автомобили, каде основача генералниот директор на Paper Mill Јулијан Серафимов Даскалов, но тој во дебатата во телевизијата Манет во март потенцираше дека таа компанија не е активна. На истата дебата тој ги повика граѓаните слободно да одат во посета на фабриката. Както казах, във всеки един момент сте добре дошли, но това настоявам, инсистирам следващия път разговора да е там наистина. За да видите какво се гори, дайте дежурни хора в нашата фабрика. 24 часа, 3 месеца да има дежурни хора при вас, при нас от вас, които да са там, да видят какво се гори. За да ги разјасниме сите овие дилеми, заминавме во фабриката Paper Mill да доставиме барање за изјава за овој документарец. Не само што не пуштија подалеку од влезната врата, туку не сакаа ниту да го примат барањето. Кога се обидовме да направиме фотографија пред вратата на фабриката, бевме вербално нападнати од нејзиното обезбедување. Подоцна ни се заканија дека ќе не пријават во полиција. Сведоци на овој настан се овие неколку слики.
Додека фабриката ги штити незините бизнис интереси, граѓаните на Кочани велат дека нема да се откажат од нивното основно право на чист воздух и здрава животна средина. Бројките во медицински центар покажуваат нешто друго. Многу млади луѓе умираат, многу млади луѓе се заболени на белодробно заболување, канцер. Еве и мојот родител сега за жал е заболен на бели дробови од канцер. Одиме на хемотерапија, мака не видиме, значи болки, нема зборови. Секој втор, можеби секој трети случај во Кочани е заболување од канцер или белодробно заболување. Орци Николов има интерес на животна врвица. Тој од Кочани заминува за Швајцарија, кога градот важел за зелен бисер во Македонија, но сега го затекна како незагаден. 98 година, 4 април, заминавме сите таму, ама кога заминавме тука, Кочани важеше за најчист, најубав град во државата, значи добиваше многу пофалби. По кратко време сватив дека моето место не е таму, не се пронајам во тој систем и цело време, 18 години, живеев, работев, стварав таму, се оженив, жена ми од тука исто од Кочани. Целта беше секогаш да најдеме некоја финансиска поддршка тука во Македонија и да се вратиме да живееме тука. Проблеми со дишењето чувствуваат и другите граѓани на Кочани. Милан Димовски, граѓански активист, вели дека загадениот воздух им причинува многу здравствени проблеми. Сопругата има бронхопневмонија, точно самиот воздух кој го од загадувањето, од дишењето е тешко и се заморува многу брзо. Загрозени се најчувствителната група – децата. Во близина на фабриката има детско игралиште кое за жал не може децата да го користат. На 110 метри од самиот оџок има детско игралиште и имаше слики во кои децата не може да се играат и се повлекуваат дома, бидејќи нити се гледаат меѓу себе, ниту можат да дишат нормално, нити можат да функционираат нормално. Имаме игралиште овде кое е направено за деца. Ние буквално деца не гледаме. Ил децата не одат. Самата мирис ги брка децата. Ова мало беше многу убаво, а кога отворија Папер Мил е страшно, значи и чудно. На сега ми дојдела внучето од Финска на гости, прв пат дете нема ни 15 месеца и на што личи ова? На што личи, ја не знам да ви кажам поштено. Тука, например, ова за децата играчки да се играт, тие деца што да прават? Дека ќе се играт? Нема ни дека да се играт децата. То некој пати, значи, страшно е, да кажувам, страшно е и неподносливо. Неподносливо. Граѓаните на најразлични начини се организираа за да го решат проблемот. На почетокот кога беше приватизирано и кога почна да работи на горивото со кое што стартуваше, ние него ни приметувавме, нити знаевме зошто е таа фабрика и што работи фабриката. Се си беше во ред, се до моментот кога него сменија горивото и енергенсот кој сега го имаат и подоцна беше неподнослив животот во тој крај од градот, не само таму, но во цел град, но таму беше да кажем со акцент на град, на тој дел од град и беше неподносливо за живот. Не само дека видливоста беше намалена, туку имаше и смрдеа, печење на очи, загрозување на здравјето кај одредени граѓани и тоа веќе беше евидентно и се почесто и така да луѓето целиот твој револт го изразија на 2-3 протести кои на крајот можеби да кажем и вродија плод да некои работи почна да се менуваат. Јас како активиста што собирам потписи на оваа граѓанска иницијатива волонтерски, луѓето кои доаѓаат да потпишуваат знаат зошто, им објасниме дека потписи собираме против загадувањето, да го решиме проблемот. Дајте луѓе да ставиме крај еднаш на ова загадување. Децата ни се отровија. На 8 јуни, Државниот инспекторат им даде 15 дена рок на фабриката Paper Mill да се префрли да работи на метан, додека не го санира проблемот со котелот на пелети кој го загадува градот. Дали ова решение ќе ги спаси граѓаните на Кочани од голготата со Paper Mill, останува да видиме.